Почитувани гледачи, Стопанската комора на Северна Македонија и трето уво продолжуваат со подказот кој што минатата година ја разбранува јавноста и допринесе за пораст на нашата популарност. Морам да кажам дека тоа е период во кој што најпријатно се осеќав, особено пред некој ден кога седејќи со обични луѓе и селеници од Македонија на американскиот континент кажуваа за тоа како го гледале и прателе подказот на Стопанската комора и на трето уво со најголем респект и внимание. Ние сакаме тоа да продолжи понатака и мислам дека со тоа одговараме на очекувањата на јавноста. И заради тоа можам да ви кажам следно, дека се договоривме во овој период додека не почне вториот циклус, а ова ќе биде во рамките на вториот циклус, да одиме со неколку интервјуа кои што се актуелни во моментот и кои што во ваквите жешки летни месеци предизвикуваат интерес. Секако најактуелна тема за бизнисот беше изборот на новиот гувернер на Народната банка на Република Македонија, што се случува еднаш во 7 години и е значајна работа затоа што неговите уставни ингеренции се високо поставени во однос на бизнисот и од интерес за нас. Така да можам да најавам дека тоа ќе продолжи во наредниот период, доколку имаме соговорник што во моментот со својата актуелност или со тоа предизвикува внимание кај бизнисот и кај луѓето, тоа ќе го направиме на начин на кој што го правиме тоа сега со актуелниот гувернер професорот доктор Трајко Славески. Народната банка на Република Македонија има двојна функција. Една е да ги задржи цените и стабилноста на курсот, а втората да мисли за развојот. Така. Вие сте единствениот министер во оваа држава во чиј мандат за финансии растот на бруто домашниот производ беше над 5%. 2006-2008-2009 година, така? До 2008. До 2008. Тоест финансиската криза. Не споменувајте и вашите претходници, се исклучуваме од тоа. Што мислите во овој период, дали оваа втора функција Народната банка ја остваруваше како што треба? Добро, сега да, ако може мал коментар за тој период, нели? Видите, јас сум секогаш коректен, ги признам и тугите заслуги. Замаецот во економијата беше започнат уште некаде втората половина 2005 година или првата половина 2006 година. Имавме прво поволни околности во окружувањето и светската глобалната економија, но оние храбри реформи кои што ги спроведовме подготвено, пред се воведувањето на рамниот данок, уште од неколку месеци од преземањето на функциите во јануари 2007 година, мислам придонесе прво за позитивни очекувања. Мислам ги ослободи и граѓаните и бизнисот дека нешто позитивно може да очекуваат во наредните неколку години. Ние тогаш, јас тоа јавно сум го кажувал, имавме ликвидност, бев министер за финансии, имавме ликвидност во буџетот, не знаевме што да правиме со парите. Буквално, мислам, затоа што за една година приходите се зголемија за 20% токму од една таква мерка. Значи, рецептот за брз раст преценели она долгорочните фактори, инвестиции, образование, капитални инвестиции, инвестиции во економијата, работната сила, оние што се вештините и така натаму, може некогаш да се направи со реформи кои што не чинат пари, но треба храброст и треба преземање на на ризикот. И се разбира, треба да имате малку среќа. Знаете, нели, кога Наполеон ги бирал генералите пред секоја битка, неговите, да речем, почините му кажуваат Трајко е ваков, Бранко е таков и така натаму. Последното прашање му било, има тој човек среќа? Дали има среќа? Значи, треба малку и среќа да имате, за да извојувате некоја битка. Сега за Народна банка, јас и во мојата прва изјава во парламентот која преземав, ја давав сечената заклетва, кажав, односно што го цитирав законот за Народна банка, дека Народна банка има две примерни основни цели. Едното е ценовната стабилност, со тоа поврзана финансиската стабилност, и второто е да, без да ги компрометира првите две цели, да го поддржува економскиот раст на државата. Значи, сакам да кажам дека во онаа мера во која што
ќе ја држите инфлацијата под контрола, а ние на тоа сме обврзани со де факто фиксниот режим на девизен курс, секако во тие рамки да озможите економијата или бизнисот и граѓаните да можат да ги осварат своите планови за инвестиции, за потрошувачка, особено за трајни потрошни добра кај населението, во оние рамки во кои што тие се, да речам, финансиски способни, а секако се вклопуваат и во барањата што ги поставува финансискиот сектор. Добро, едно прашање често тука меѓу нас се поставува и мислам дека треба на почетокот да го поставиме. Тоа е претераното администрирање према компаниите, кое што е со образложение на банките дека доаѓа од претераното администрирање и барања што ги поставува супервизијата и Народната банка према банките. Имаме ли ние претерано администрирање во банкарскиот сектор во пружање на услугите према граѓаните и према фирмите? Вака, благодарам на прашањето. Јас не сум правил некоја анализа стручна за да имам стручна подкрепа, да речеме тоа дали преку анкети, разговори со бизнес и така натаму, но од она што го слушам од самите банкари во изминативе години, кога бизнесот се жали на тешката достапност до финансии, банките секогаш го давале следниот одговор. Ние имаме доволно и преку тоа средства да ги финансираме сите издржани проекти. И сега мислам, не знам од каде се поставува такво прашање дека има администрирање од страна на Народна банка што ги спречува банките да го финансираат бизнисот, кога самите кажуваат. Не да го финансираат, да ги усложнуваат процедурите. Ама добро, тоа се нивни, како да кажам, процедури, тоа се нивни деловни практики. Сега нормално Народна банка ги поставува правилата на игра. Но ајде сега, господине председател, вие знаете дека во наше време предметите што ги изучуваме на финансиските предмети на факултетите носеа наслов, например, монетарно-кредитна политика. Значи, монетарно-кредитна политика. Веројатно сите тука сте забележали дека тој збор, вториот кредитна политика, се исфрли. Го нема во употреба. Јас го поврзувам тоа со либерализмот, глобализацијата и така натаму и така натаму. Не дај Боже, ја не мислам овде дека оној дел од монетарно-кредитна политика како што беа селективните кредити, повозрастните од вас се сеќаваат. Едва се ослободивме од таа категорија. Но сега со по-долготрајните ефекти од финансиската криза 2008-2009 година и рецесијата што уследи, кога на некој начин главните централни банки во светот, дали е ФЕД, дали е Bank of England, дали е Европската централна банка, дали е банката на Јапонија или некоја друга банка, стана импотентни, односно изгубија можноста да водат монетарна политика преку основниот инструмент, она што се ка policy rate, каматните стапки, затоа што дојдовме до она што се рекува каматни стапки блиску до нулата или zero lower bound. Не можете, ретко која банка отиде со негативни каматни стапки. Знаете, имаше период кога заради таа немоќ на монетарната политика се отиде до она што се нарекуваше олеснување финансиско, кога билансите на централните банки драматично се зголемија. Во тој случај започна да се врати идејата дека дајте да видиме нешто и во врска со кредитот. Односно, ако сега монетарната политика е неефикасна, се врати интересот и за кредитот. И сега, најверојатно, сакам да одговорам на прашањето директно, ние, мислам, од оно што мене ми е, што го знам, Народна банка не водела овој дел, не ги насочувала банките кон кредитирање на одредени сектори, односно имало благи стимулации. Например, ево примерот што е со обновливи извори на енергија, делот на кредитите одобрени да не на нив се засметува или одвојува задолжителна резерва, но вака да заклучам дека и тој аспект на, да речем, на мерки кои што може да значат благо насочување на кредитната активност на банките, тоа е легитимна
цел на Централната банка, сега и во иднина, се користела и во минатото, но ви тврдам дека надвор од она што се практики, усогласено со директивите на Европската Унија, Европската Централна банка, нашата Народна банка на Република Македонија е една од 26 банки во светот кои што се целосно усогласени. Тоа е дефинирано во извештаи, така што мислам дека не треба да бидеме загрижени дека Народна банка представува некој, како да кажам, некоја пречка за финансирање на бизнисот во онаа мера во која што бизнисот и граѓаните им пристапуваат на банките, на финансиските институции со издржани проекти. Ние сме сведоци покрај убавите зборови на реалноста во која што многу знаат и централната власт, а и другите власти во државата често да ставаат рака во джебовите на приватниот сектор, тоа кој таму и каде што не треба. Меѓутоа и да поставуваат реални прашања за кои што сите се колнеме во транспарентноста, транспарентноста никаде ја нема. Например, транспарентноста за државната помош со страните инвеститори. Например, транспарентноста за стоковите резерви. Например, транспарентноста за девизните резерви. Е ли ова прашање за гувернерот на Народната банка? За транспарентност. Мислам дека Да речеме овој состав овде така знае ли кај се, колку имаме девизни резерви, што, каде се чуваат и така натаму. Општи познавања. Или тоа пак ќе се, тоа е наша работа, не интересирајте се вие за тоа. не, мислам, доколку ја отворите веб страната на Народна банка на Република Македонија, има точно и ние периодично известуваме за висината на девизните резерви. Некаш многу често. Знаете, девизните резерви во моментов се околу 4,6-4,7 милиарди евра, што е сосема комотна позиција на земјата, покрива некаде околу 4,5 месечни вредности на увозот, што е нели светскиот стандард, мислам дека некаде околу 3 до 3,5 е она што се препорачува. Така што девизните резерви не биле, како да кажам, никогаш проблем. Инаку ние имаме посебни дирекции во Народна банка кои што раководат, затоа што Народна банка раководи и за тоа поднесува извештај до Собранието на Република Македонија годишен за раководењето со девизните резерви. Девизните резерви затоа што имаме обучени, да речем, лица во Народна банка и тие ги следат на дневна основа, дури повеќе пати во текот на денот, движењата на пазарите. Девизните резерви покрај она што имаме известна количина на монетарно злато, јас не можам да разберам зошто во еден момент е прекината практиката ние како држава, како Народна банка да не го зголемуваме износот на монетарното злато, затоа што во минатото, веројатно и вас ви е познато, од нашите капацитети, од нашите рудници, Народна банка го откупуваше златото и го оставаше во златните резерви. Некаде околу, мислам сега, и тоа е јавен податок, тие не се на задоволително ниво. Знаеме дека златото, барем во последна година, двојно ја зголеми цената. Секогаш кога настанува некоја несигурност во светот, геополитички проблеми, инвеститорите бегаат во сигурни средства. Една од тие средства е, да речем, златото. Значи, дел од девизните резерви се во злато. Златото го чуваме во банката на Англија, Bank of England. Јас планирам со мој тим некаде на есен да отидеме да провериме дали е таму, како што во една прилика председател Трамп, нали сеќавате, имаше една изјава, вика ќе одам во Форт Нокс да видам, кажува дека има толку тони злато, ама да видам дали е таму златото. Така да, не, ова е редовна практика, периодично на неколку години, и тоа е вршено во минатото. Мислам вака сега не знам точно на која дата, надлежни лица
Може и тоа. Надлежни лица од Народна банка биле во инспекција, значи тоа е редовна процедура, ќе отидеме таму. Сега, остатокот ви реков, како тоа што го прават инвестицијските фондови, други финансиски институции и така натаму, се вложува во сигурни хартии од вредност, нели, сигурни хартии од вредност, и во банки кои што се меѓу да речам, сигурните во светот, така што ние редовно имаме позитивни приходи од чувањето на девизните резерви и раководењето со нив. Мислам, вака, не треба вас да ве убедувам, ние на граѓаните кажуваме, девизните резерви се клучниот фактор, односно нивната висина за одржување на фиксниот девизен курс во периоди во кои што има нестабилност на светските пазари. Вие знаете, не дай Боже да се повтори периодот од финансиската криза, кога зимата, меѓу 2008-2009 година, тогашниот гувернер на Централната банка мораше 1/3 од девизните резерви да употреби за заштита на девизниот курс. Тие времења многу добро ги знаеме, и некаде состојбата се стабилизира во јуни 2009 година, кога успеавме во многу тешки околности да издадеме евроврзница, за која што бевме критикувани дека била со највисока каматна стапка. И ако дозволите да искористам, затоа што и на моја адреса се упатуваат такви критики, ние бевме, мислам, меѓу првите земји кои што издадоа евроврзница, затоа што пазарите беа замрзнати со месеци, зимата 2008-2009 година до пролета. Дори таму некаде март, април, Литванија издаде, земја на Европска Унија, со 6% евроврзница, и за висината на цената на задолжувањето преку евроврзница има неколку фактори. Првата е колкава ви е домашната каматна стапка. Сеќавате, ние кога настапивме на меѓународните пазари, каматната стапка на благањички записи беше 9% тука. И не можете вие да позајмите надвор под таа каматна стапка. Има една друга каматна стапка. На секундарниот пазар, претходните наши обврзници, тргувањето беше со двоцифрена каматна стапка. И од тука мислам дека критиките за таа висина, и тоа прашање треба да го затвориме една за секогаш, не се издржани, затоа што тоа представуваше успех и во висината на каматна стапка. Ако 12 или 11 запирка нешто беше каматната стапка на претходните издадени обврзници, она од 2005 година, мислам, имавме, во тој случај вие не можете да сметате дека можете да постигнете подобри услови на светските пазари. Така што да заокружиме со девизните резерви, мислам, можеме да сигурни дека тие се во сигурни раце. Господине гувернере, вие како и сите ние сме живееле во два система, дел од тука младите не е само во самостојноста на Македонија. Меѓутоа, некакво меѓник разграничување на вашата кариера е престојот во САД кон крајот на 89-90 година таму, така? И предходно. И предходно, значи кога се практично менуваше системот, и од овој аспект можам да кажам дека оно што го знаме, дека вие се залагавте и во предходниот систем за истите ставови што сега ги имате околу пазарната економија, и што престојот во Соединетите Американски држави значеше за вас во тој план? Вака сега ќе ми простат, има овдека доста колеги што студирале на истиот факултет на кој што јас студирав. Сепак и во тоа време имавме ние, да речам, повеќе професори кои што уште од 50-те години, затоа што Југославија беше различна од другите земји од источниот блок. 50-те, 60-те години неколку професори, не се за жал меѓу живите сега, родени таму некаде околу 1930 година, 27 година професор Клюсев, 30 година, ево ќе спомнам имиња професорите Узунов, Марковски и така натаму, беа на Фордови стипендии токму во Соединетите Американски држави. И тие сепак и покрај стегите на тој систем, нели, идеолошки, затоа што внимавајте, оние што не живеле во тоа време, не ќе можат да разберат дека не можевте да одите многу и како интелектуалец и како професор на универзитет надвор од владеачката идеологија, со предлози, со идеи и така натаму, затоа што можел да има овај реперкусии.
Сакам да кажам дека ние учевме од тие професори, дури имавме достап до некоја литература, но јас на 26 годишна возраст имав, мислам, добро, тоа беше и лична упорност, тогаш по 2 години асистент на економска факултет Скопје, отидов на постдипломски студии на Калифорнијскиот државен универзитет, северно од Сан Франциско, во Чико, и тоа беше на некој начин, господине председател, можност ние да го дополниме своето, морам да кажем, квалитетно образование кој што сме го биле стекнале, квалитетно, но во областа на економијата не бевме целосно во дослуг со она што е стандардна економска наука. Значи, со стандардната економска наука за пазарната економија. Затоа што, како што знаете, ние имавме една идеологија на работничко самоуправување, социјализам, кој што поставуваше доста пречки за развој на бизнисот. Вие знаете дека имаше уставна категорија дека ниту еден приватен бизнис не може да има над 5 вработени, за да не станат капиталисти. Паметните словенци во тоа време вработуваа најмалку 15 и ги пријавуваа прва, втора и трета смена, нели секогаш биле вака помудри пред сите останати. Сакам да кажам дека тоа беше на некој начин дообразование кое што посебно при вториот престој на Фулбрајтова стипендија на еден од најдобрите универзитети во светот, Харвард, поминав на докторски студии таму 1 година. Мислам, вака сега да не испаде претенциозно, но јавни финансии, она што позна го работев, слушав кај величини како што е Мартин Фелстейн, како што е Лоренс Самерс, Джефри Сакс, меѓународна економија, ама не го гледавме многу таму, затоа што повеќе беше во источните земји, во Русија, беа Самерс во Литванија, беа веќе консултанти. Тоа беше на преодот 89-90 или падот на Берлинскиот зид. Така што тоа помогнало и нормално достапот на литература. Видете сега, оние што биле во академската професија во тие години, ќе знаат дека посебно втората половина на 80-те години, тогашна Југославија имаше големи платно-билансни проблеми. Кафе немаше во државата. Кафе се носеше, се шверцуваше од Грција. Значи немаше девизи да се девизите се користеа за набавка на нафта, нафтени деривати и така натаму. И ние на факултетот останавме без ниту едно списание. Немаше интернет. Сега младите генерации не морат да одат надворно или да дојдат до информации за тоа што се работи во светот. Така што престоите тогаш оние кои што биле во тоа време, мислам, можеле многу да имат бенефит од тоа. За време на тие престои, да речам, нозени отпаѓале од фотокопирање на книги, на материјали. Јас првиот престој пратив 10 пакети фотокопии на статии, на учебници, на книги, кои што со брод стигнаа до Риека и тогаш со железница стигнаа после 3-4 месеци, но користеа да имате во следните 2-3 години што да работите. Добро, значи доаѓаме до периодот на вашето прифаќање на функцијата министер за финансии 2006 година во владата на ВМРО ДПМН. Ќе останат забележани неколку моменти од тој ваш, кои што се интересни да ги слушнеме и да ги прокоментирате. Например, вашата иницијатива да го вратите долгот према Парискиот клуб. Што беше целта на таа работа? Вака јас ќе почнам од знаете колку сме се чувствувале горди во јануари 2007 година. Отидов со мој мал тим во Париз, нели, на средба со представници на Парискиот клуб. Инаку Парискиот клуб, за разлика од лондонскиот клуб беа приватни кредитори. Имавме ние преземени долгови од раздружувањето за Југославија, а Парискиот клуб беше кон официјални кредитори, кон меѓународни финансиски институции и кон држави. Да. Имавме средства, нели, и направивме една пресметка дека тоа нема да се одрази на ликвидноста воопшто ниту на девизните резерви, ниту на девизната ликвидност во земјата. Им понудивме предвременна отплата, некаде вкупно беше околу 100 милиони, 105 милиони долари и остваривме огромна заштеда. Тоа беше една бенефиција. Другиот бенефит беше
Верувајте, како сега се сеќавам, јако тоа беше, како што кажам, јануари 2007 година, со какви очи не гледаат тамо представниците на меѓународни финансиски институции, на држави, американците, французите и така натаму, тоа многу подпомогна за подобрување на имиджот, на кредибилноста на Република Македонија како држава. И, да речам, беше, мислам, и од оваа перспектива многу позитивен чекор. Затоа што реков дека немаше никаков негативен одраз на ликвидноста во домашниот систем, а имавме само бенефити. Добро. После тоа уследија и други активности, меѓутоа она што остави вака голем печаток е вашата борба као министер за финансии за рационално трошење на државните средства. Тоа беше присутно во јавноста. Добро, тоа е работа на министерот за финансии, да биде омразен од своите колеги, нели? Затоа што, имајте, барањата се, или очекувањата се, секој министер што сака да се покаже како успешен министер, без разлика на полот, нели? Јас зборот министер го користам и за двата пола. Сегова министерка, нели, јас ако забележавте една мала дегресија и на господјата градоначалник на Скопје се обраќа, па некој ми забележува зашто не користи градоначалничка. Па видите, сите акти што таа ги подпишува се стои градоначалник, не стои градоначалничка. Еднаш имав со една, да речем, колешка сега во сегашната влада, која што се представува како министерка, викам, господине, господјо министер, јас знам само една министерка, тоа е министерката Живка од господја министерка на Нушич, мислам, која што е сопруга на министерот, не е министерка. Така, сега се вратиме на прашањето, тоа е работа, нели, да ги усогласите сите барања во рамките на она што е рамката на буџетот. И многу често, вака и да ја повторам таа, цитирам, јас ги читав мемуарите, имам читано многу мемуари на поранешни гувернери, на министри за финансии, цели книги. За време на должничката криза 2012-13, грчкиот министер за финансии беше Папа Константино. Него после го инволвираа во оние Panama Papers, нели, наводно за некои нерегуларности. Тој објави книга мемуари од 400 страници и нешто ми се допадна таму. Кажува, кога отишол, а знаете, тие беа на колена грците, не де Боже да се повтори такво нешто, ги намалија платите и пензиите за 30%, сите знаеме, нели, памтиме што се случи, тоа фактички значеше погребување на една цела структура. Политичката партија ПАСОК исчезна, всушност, како резултат на она што мораше да го направат под туторство на Европска централна банка, ММФ и Европската комисија, за да бидат спасени, да не бидат изфрлени од еврото или од еврозоната во тој случај. И Папа Константино кажува, кога отишол кај покојниот Шојбле, ви знаете, тој е еден од најпроминентните германски политичари, господинот Волфганг Шојбле, во тоа време беше министер за финансии. Оној, нели, господин во количка, кој што како политичар при еден митинг претходно, нели, таму 90-те бил застрелан за време на кампања, повреда во грбот и цел живот беше во количка. Подосна, нели, беше и председател на Бундестагот, Шојбле, како поистече функцијата за министер за финансии. И сега кажува Папа Константино, вика, отидов во Министерство за финансии, таму еден студен коридор, долг, и доаѓа, се приближува господинот Шојбле со количка и прво прашање што ме праша, вика, дали си ти вистински министер за финансии? И овој, сега знаете, сега Германија наспроти Грција, Грција на колена, вика, се здравев и господине Шојбле, што мислите, што е вистински министер за финансии? А вика, дали можеш да му кажеш не на премиерот? Тоа бил вистински министер за финансии, оној кој што може да му каже не на премиерот. Така што сме имале такви, да речем, ситуации. Не е лесно да бидете во таа функција, тоа е, викам, како седло на родео јавач. Конјот постојано сака да ве изфрли, а сите навиваат да ве изфрли. Колку ќе издржите, јас издржав 3 години и мислам дека е тоа доволно. Вака, добро да се направат и некои добри работи што останале. Ако дозволите, ќе спомнам уште една работа.
уште една крупна реформа за која што многу не се зборува, но последиците беа многу поволни и за бизнисот. Ете, од почетокот на 2009 година, со подготовки од 5-6 месеци, ние преминавме на концептот бруто плата. Односно, интегрирана наплата на придонесите при УЈП. Знаете, имавме ситуација ноември-декември 2008 година, според она што го објавува Државен завод за статистика, покрај висината на платата, нели, сега секој месец добиваме колку била исплатена бруто плата, нето плата, објавува колку процент од вработените немаат земено плата за претходниот месец. И тогаш 14-15% беше редовно. Значи 14-15% од вработените немале добиено плата на време. Да не зборуваме за оние трагични случаи кога луѓе се пензионира и кога ќе отидат во фонд за пензионско осигурување ќе најдат дупка од 10 години на неуплаќени придонеси. Ние рековме ова мора да престане. Мора да престане. Јас со еден тим мал во Министерството за финансии, со дозвола секако на тогашниот премиер, го истуркавме тоа со бројни дискусии. Да речеме, замислете сега колку беше сложено вие на МВР со 10-12 илјади вработени, на војската да им кажете дека хранарината и превозот ќе бидат интегрирани во платата. Како што е секаде во светот. А знаете затоа што овие надоместоци не беа предмет на оданочување, беа ослободени и не се плаќаа придонеси, имавме една чудна ситуација каде што износот за надоместок за храна беше некаде четвртина од просечната плата. И јас ги прашував сега, викам, ако е просечна плата во Америка, во тоа време $40,000, $10,000 да ви дава некој за хранарина, дали е тоа нормално? Мислам, со $10,000 можете цел месец да живее семејство, да ги покрие сите трошоци за храна, а не за вработениот. Значи, тешко одеше. Имав разбирање, сега ево вака сакам јавно да се заблагодарам на лично комората на господин Тазевски дека за сите клучни реформи застанаа позади нас. Сме се консултирале и тие јавно застанаа, што секако многу значеше, затоа што нели при секоја реформа има и незадоволни, има и губитници. Кои беа незадоволни? Јас имал разговори со бизнисмени за ова Америка, кога кажавме дека до 15 во месецот мора да исплатите плата и тоа ќе оставиме во закон. Ама како, ама што? Мојот одговор, знаете кој беше, господине председател? Викам, слушајте, јас не ме бива за бизнес и цел живот работам за друг. Вие сите, нели, сте се одважили да, и тоа е за секој почит, да се занимавате со бизнес, да ризикувате и собствени средства, години, подготовка, кариери и така натаму семејства. Тоа е, нели, една привилегија, но има одговорност. И тоа се стави во законот. Дека ако со МПИНот не исплати до 15 плата, тоа тогаш беше воведено. Така што беше голема реформа и мислам дека беше оценета, дури ја копира и некои други од соседните земји, не можејќи да ја спроведат веднаш. Имаше своја цена, ево ќе кажам јавно, премиерот тогашен господинот Груевски, затоа што следе избори пролетта 2009 година, ме укори дека заради оние почетоци имаше мали проблеми во софтверот и така натаму, доцнење малку во исплата на февруарската плата, дека сме изгубиле, не знам, таму 20-30 илјади гласови, но јас му кажав, пресметете колку сте добиле гласови, затоа што, знаете, се е cost benefit. Без ризик, како викаат, no pain, no gain. Без ризик нема добивка. Русиново изгубивте тоа. Во Русиново. Да. 2-3 пати споменавте денеска ситуација дека 2006 кога сте дошли на власт, сте затекнале полна каса, сте имале пари. Моето прашање е зашто не прецизирате дека тоа го остави владата на СДСМ? Не, јас кажав дека каста се наполни пред се со зголемување на приходите. А имавме, добро, тоа е познат факт, нели? Вие знаете, своевремено имаше критики кон мојот претходник, министерот за финансии Поповски, дека нели имало средства, тоа беа средства од продажбата, мислам, на Еврна, нели? Критики. Кој што Зашо ги зажувал парите, ние го критикуваме?
кои што не биле, да речем, не знам на кој начин би биле дистрибуирани. Мислам дека и било кој министер за финансии тоа би на негово место би го направил, било кој одговорен министер за финансии би го направил истото. Така што некој сплет на околности кој што овозможен на комотна позиција, но сето тоа ние плативме цената, беше брутално прекинато со налетот на финансиската криза после 2008. Lehman Brothers септември 2008 година и како што кажав замрзнување на пазарите. Мислам дека ево заокруживме една целина, да отвориме една нова целина која што луѓето малку ја знаат за професор Славески. Па и обичниот човек, имав прилика да го запознам вашиот син во една сосем случајна средба и ми остави високо мислење. Каде се наоѓам сега? Никола е роден 89-та година и за разлика од неговата сестра која што 3 години повозрасна и ние на 18 години, значи девојчето е сега девојче жена близу 40 години, родена 86-та година, на 18 години ја пративме во Аризона. Мојата керка заврши на позната Волтер Кронкайт школа за масовни комуникации. Никола како машко дете на 18 години не беше да го пратиш никаде. Мислам, така и се запиша на економски факултет. Мене не беше многу драго, но една улеснителна околност за мене беше што во тоа време јас бев надвор од факултетот, бев министер. Беше брилјантен за она што го интересира, а за она што не го интересира треба да се потурне. Никола е во моментов после 6 години поминати во Германија, нели, после 6 години поминате во консултантство за втората поголемина консултантска куќа, Boston Consulting Group во Дизелдорф беше и го помина како млад човек, како флексибилен цел свет. На проекти 4 месеци работеа на втората поголемина банка во Австралија, беше во Саудиска Арабија, во Ријад 2,5 месеци за државна институција, работеа 4 месеци на бродоградишето во Пула, за разлика неуспешен проект, затоа што знаете таму 3 генерации жители на Пула работеле во бродоградишето и не ги прифатеа нивните предлози и каде не. И после, знаете, 5-6 година од консултантство, тие се одлучуваат дали и понатаму ќе останат, ќе се борат за associate партнери така натаму, а најмногу од нив одат во она што викаат индустрија. Никола е 4-та година, 3,5 години во една од најголемите меѓународни корпорации за градежни материјали, се вика Heidelberg Materials, претходно беше Heidelberg Цемент, во централата во Heidelberg. И има вака како за дете од Македонија релативно висока позиција, ќе го кажем на англиски Area Manager, Strategy and Development for Europe. Тоа му е позицијата, значи тоа е средното ниво на овој менеджмент. Мене ми е драго вака кога слушате за собствените деца од други пофални зборови. Тој 2014 година ја помина во Трст на приватен универзитет, MIB School of Management на англиски јазик. Магистрираше на финансиски менеджмент, посебно со фокус на осигурувањето. Додека беше во Дизелдорф, мислам се го финансиравме со наши средства, тоа се приватни универзитети. Во Дизелдорф година и пол, она екзекутив програма, стекна уште една магистратура во бизнес администрација, MBA, она Master of Business Administration, така што му помага. Мислам, самостојни се. Сега, јас спомнав и неговата керка, таа од пред 3-4 години работи за Moody's Analytics и работи од дома. Мислам, добро, независни се од тамна, така што не биле тоа. Единствено ние помогнавме во образованието, нели, за двајцата. Она што можевме, кажавме наместо, нели, немаме ниту бизнис, ниту ништо, она што имаме заштита, сакате да го искористите ако планирате да купувате стан, мала помош за учество, ако не за образование. Во теков на разговоров акцентиравме неколку моменти на вашиот специфичен карактер. Има уште еден што ми го сугерираат моите колеги. Како е можно човек кој што бил на така високи позиции да професионално се зафади и да биде член на Советот на град Скопје, председавач на град Скопје, а некои ми велат и многу професионален
председател на местна заедница или како се вика тоа куќен совет. Не ви представува тоа нешто? Не, добро, бака јас имав малку во моето портфолио политичко еден минат труд 2005 година, имаше локални избори, значи пред парламентарните 2006 година, и тогаш бев носител на листа на советници за град Скопје и бев до изборите, односно до назначувањето на функцијата министер за финансии 2006 година, член на Советот на град Скопје. И можеби тоа превагнало без некоја, како кажам, моја поголема консултација, да бидам предложен, пак повторно бевам носител и после бевам избран за председател на Советот на град Скопје. Мајте, град Скопје, локалната самоуправа многу малку го знаат тоа. Скопје е многу од политичка гледна точка сложена средина, нели? Односно повеќе партии. Советот на град Скопје е Обединените нации. Имате таму 18 партии или повеќе. Не поединечно, туку и преку коалиции, независни и така натаму. Така што умешност е, нели, да се воспостави консензус. Јас тоа го знаев уште за време на кампањата и го кажав дека ние ќе градиме консензус по прашања, нели, ќе го поддржуваме едниот градоначалник, онам кај што треба да поддржуваме и ќе бидеме нивна контрола. Ова вториот дел од реченицата можеби не се допаѓаше некому, па немавме уште од почеток некоја соработка. Добро, тоа е, да речем, минато, функционираше советот, одржувавме седници, да речем, редовно и редовни воредни. Сега внимајте, и како председател ви имате само еден глас таму, зависи од она што е напишано и во законот, дека секој член на советот гласа по сопствено убедување. Нормално, сега тоа не треба буквално да се свати, затоа што тие се представници на и на поголемите на политички партии во Република Македонија, но тоа мислам дека и таму до максимум и покрај тешкотиите, проблемите, одговорно извршува функцијата. Ево сега Советот на град Скопје не може да избере председател. Јас уште не сум разрешен. Таму нема седница одржано на која што ќе го прифатат моето известување дека заради неспојуваност на функцијата се повлекува. И остана едно прашање, сите го очекуваат, морам да го поставам, зашто Трајко Славевски, професор, доктор, министер за финанси, поднесе оставка? 2009 година? Да. Не поднесе, ја бев разрешен. Разлика? Да. Има разлика тука. Има разлика. Кажам, веројатно, внимајте, дури некои од пратениците од нашето тогаш парламентарно мнозинство во дискусиите во парламентот, во поддршка на предлогот за разрешување на тогашниот премиер Груевски, кажува дека тоа е тоа, како и во фудбалот, селекторот има право да менува играчи и така натаму. Во ред, може би се должи на повеќе, да речам, фактори, карактерот, можда и она што го кажал Шојбле, нели, кој е вистински министер за финансии, можда имало некоја улога и слично. Знаете, како кажа Бранко, претходно да се повторам, на родео јавате, сите сакат да ве исфрлат, кога ќе издржите или колку ќе издржите, тоа е прашање на денот. Некој коментар? Министре, гувернере, толку ве изфаливме да очекувањата се огромни наши, немој да не разочарат. Нема, кажав јас. Благодарам. Ете, тоа беше првата емисија, која што како обид, како експеримент ја направивме да внесеме во овие жешки летни месеци од некој освежување на медиумскиот план во Македонија. Тоа значи дека нешто што е актуелно, нешто што е значајно за бизнисот, го промовираме и да го ставаме во функција и во, да речем, некаква повисок ниво на комуникација со јавноста, затоа што мислиме дека е од исклучително важен интерес. Така да можам да најавам дека ќе продолжиме со тоа темпо, ќе има такви упади блицкриг со личности кои што ќе разбрануваат јавноста на бизнис план и со тоа ќе определат иднината на оваа држава. Благодарам.